Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие ја слушате книгата Светска криза и патот до мирот. Ова е збирка на говори и писма од Хазрети Мирза Масрор Ахмад, имам и поглавар на Ахмадија муслиманскиот джемаат, петтиот наследник на ветениот Месија. Писма до светските водачи. हम नशी तुझको है एक पुर मंजिल की तलाश. До чуварот на двете свети места, кралот на Саудиска Арабија, Абдула бин Абдул Азис Ал Сауду, Ријад, Саудиска Арабија, 28 март 2012 година. Почитуван кралу Абдула, еселаму алейкум, верахметулахи ве берекатуху. Ви пишувам со намера да го истакнам едно од најважните прашања, бидејќи вие како чувар на две свети места и како крал на Саудиска Арабија имате многу висока положба во муслиманскиот уммет. Внатре во вашата земја се наоѓаат двете најсвети места за исламот, Мека и Медина, Ал-Муневера, и сакањето на тие места е дел од верата на муслиманите. Овие места исто така се центри за духовен напредок и муслиманите многу ги почитуваат. Од ова причина муслиманите и муслиманските влади ви даваат посебна положба. Оваа положба бара, од една страна, правилно да го водите муслиманскиот уммет, а од друга страна, треба да се трудите да создадете атмосфера на мир и склад во муслиманските земји. Исто така, треба да настојувате да ја развиете взаемната љубов и сочувство меѓу муслиманите и да ги подучите во поглед на суштината. На крајот треба да се борите да создадете мир во целиот свет за доброто на целото човештво. Како поглавар на Ахмадија муслиманскиот джемаат и халифа на ветениот Месија и имам Мехди алейхи селам, моја љубезна молба до вас е без оглед на одредените начелни несогласувања кои постојат помеѓу Ахмад и муслиманскиот джемаат и останатите заедници во исламот, сепак да се обединиме во напорот да создадеме мир во светот. Треба да дадеме се од себе, светот да го подучиме на вистинското учење на исламот, во чии основи се љубовта и мирот. Ако го направиме тоа, можеме да ги отфрлиме сите погрешни сваќања кои луѓето на запад и во светот ги имаат за исламот. Непријателството кон другите нации или групи не смеат да не попречуваат во праведното однесување. Аллах Семокниот во сура Ал-Маида, ајет 3, во честниот Куран вели: И нека непријателството на некој народ не ве наведе на насилство, затоа што тие ве одвраќа од Месџидул Харам. Помагајте се и во доброчинство и во богобојазливост, и не помагајте се едни со други во греф и непријателство. Истравувајте од Аллах, на вистина Аллах е жесток во казнувањето. Ова е водечки принцип кој треба да го имаме на ум, за да ја исполниме својата должност и на светот, да му ја представиме преубавата слика на исламот. Со искрени чувства за љубов и длабоко сочувствување за сите муслимани ширум светот, јас од вас барам во тој поглед да ја одиграте својата улога. Денес во светот гледаме како одредени политичари и така наречени зналци против исламот го сеат семето на омраза и го клеветат честниот пратеник салаллаху алейхи веселем. Тие се обидуваат да го искриват учењето на честниот Куран, за да ги остварат своите цели. Освен тоа, судирот помеѓу Израел и Палестина се влошува од ден во ден, а непријателството меѓу Израел и Иран се зголемило до таа мера што нивниот однос сосема е нарушен. Ваквите околности од вас, како исклучително значаен водач во исламскиот уммет, бараат да направите секаков напор, овие караници да се решат со правда и еднаквост. Ахмадија муслиманскиот джемаат прави се што е можно да ја растера омразата против исламот, каде таа и да се појави. Додека целиот муслимански уммет не се обедини и стане како еден, и не направи напор во овој правец,
мирот никогаш нема да биде постигнат. Според тоа, јас ве молам да направите се што е можно во тој поглед. Ако навистина е судено да избие трета светска војна, тогаш барем треба да се бориме тоа да не потекне од некоја муслиманска земја. Ниту една муслиманска земја или ниту еден муслиман поединечно, било каде во светот, денес или во иднина, не сака да го носи товарот на вината, што бил искра на глобална пропаст, чии долгорочни последици ќе доведат до тоа да и идните генерации се раѓаат онеспособени и нагрдени. Бидејќи ако сега избие светска војна, таа сигурно ќе се води со нуклеарно оружје. Ние само делумно го искусивме пустошењето предизвикано од атомското војување, кога во текот на Втората светска војна беа фрлени 2 атомски бомби на 2 града во Јапонија. Според тоа, о кралу на Саудиска Арабија, искористете ја сета своја енергија да го спасите светот од уништувањето. Нека се мокниот Аллах ве опреми со својата помош и подкрепа. Амин. Со довите за вас и за целиот муслимански уммет. Веселам, искрено ваш, Мирза Масрор Ахмад, Халифатул Месих Петти, поглавар на светски раширената Ахмадија муслиманска заедница. की तलाश मुझको एक आतिश फिशा पुरवल वाला दिल की तलाश मुझको एक आतिश फिशा पुरवल वाला दिल की तलाश।